Добар ден, вие сте со вестите во 18 часот, во нив ќе гледате. Азир Алиу е новиот министер за здравство. Изјавувам дека функцијата министер за здравство ќе ја вршам совесно и одговорно. За власта одличен предлог. За опозицијата некомпетентен. Веруваме дека неговата енергија и знаење ќе донесат нова димензија. За министер ќе поставите информатичар кој веројатно нема поимни колку болници имаме во државата. И Албрим Хоџа изгласан за заменик во земјоделство. Вања ја убиле ладнокрвно, свирепо, со монструозен план. Завршни зборови на обвинителството. Според обвинителката нема оправдување за убиство на невино дете. Проширена истрагата за пожарот во Кочани. Осомничен и сопственикот на агенцијата што ја обезбедувала дискотеката. За СДСМ псењето на Нацев за доцнето. За ВМРО-ДПМН е доказ дека правдата важи за сите. Ослободителна пресуда за Рами Смерко за набавката на луксузното Ауди. Судот во Струга не нашол доволно докази. Стручна комисија ќе го испитува случајот со починатото 3-годишно дете. Во тој извештај ќе содржи точно конкретни одредени елементи кои што ќе треба да ги достави до Министерството за здравство. Родителите обвинуваат за лекарска негрижа и бараат одговорност. Азир Алиу избран за нов министер за здравство. Тој попладнево ја доби поддршката од 65 пратеници и од утре го презема ресорот здравство. Со исто толку гласови во собранието беше избран и Албрим Хоџа за заменик министер за земјоделство. Власта и опозицијата се спротивставени ставови околу компетенциите на Алиу. Премиерот порача дека и двајцата новоизбрани функционери се дел од еден процес на освежување и на поставување на нови стандарди. Игор Манасиевски ги има деталите. Со 65 гласа за и 15 против, пратениците во собранието го избраа Азир Алиу за нов министер за здравство и Албрим Хоџа како нов заменик министер за земјоделство. Изјавувам дека функцијата министер за здравство ќе ја вршам совесно и одговорно и ќе го почитувам уставот и законите на Република Македонија. На ова претходеше собраниска дебата, на која изборот на Алиу за министер за здравство од опозицијата беше критикуван и посочен како некомпетентен за ресорот здравство, додека пак од страна на премиерот Мицкоски беше образложено дека за модернизација и менаџирање на здравството тој е најдобриот избор и дека ќе има силна поддршка од него на оваа функција, а заменик министерот за земјоделство го познавал теренот. Доктор Алиу е доктор по информатички науки, професор, човек кој со години се занимава со управување со системи, податоци и дигитални решенија. Во време кога некои држави со еден клик добиваат диагноза, ние се уште трчаме од шалтер на шалтер. Време е тоа да се промени. И токму затоа веруваме дека неговата енергија и знаење ќе донесат нова димензија во менаџирањето со здравствениот систем. Денеска излеговте со ново име. Првото што требаше да го направите, требаше да изразивте јавно благодарение за господинот Тарабари. Важно наш приоритет ќе биде дигитализација на здравството. И затоа за министер ќе поставите информатичар кој веројатно нема поимни колку болници имаме во државата, колку здравствени домови имаме, а камоли да знае што му е потребно на здравството, кои се неговите најголеми предизвици и како тие да се надминат. Изборот на нов министер за здравство и заменик министер за земјоделство доаѓа откако на 12 мај лидерот на Алијанса за албанците и претходен министер за здравство Арбен Таравари соопшти дека партијата заминува од владината коалиција и оди во опозиција, а од дотогашните негови сопартици токму Алиу остана со вреди. Инаку, Алиу беше министер за информатичко општество и администрација во 2023 и 2024 во владата предводена од Димитар Ковачевски во времето на власта на СДСМ и ДУИ. Истрагата за пожарот во Кочани проширена со нов осомничен. Уапсен е неформалниот собственик на фирмата, која ја обезбедувала дискотеката Пулс кобната ноќ, Александар Нацев. Извршени се претреси во неговиот дом, пошто е побаран притвор. Ден по трагедијата, Нацев тврдеше дека немал никаква поврзаност со несреќата. Деталите за ова од прилогот на Мирјана Мирчевска-Јовановиќ.
Александар Нацев е новиот осомничен во случајот за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Обвинителството го осомничи дека е собственик на фирмата која го обезбедувала објектот кобната вечер, а која дозволила внесување на пиротехника од страна на членовите на музичката група ДНК. Во домот на Нацев во Пробиштепи во Скопје било направено претрес и била одземена обемна документација. Лицето е лишено од слобода и со оглед на сите околности и законски основи. Јавниот обвинител денеска до судијата на претходна постапка од Основниот кривичен суд Кочани ќе достави предлог за определување мерка притвор. Според обвинителството, фирмата за обезбедување немала договор со клубот Кабаре Плюс Кочани во текот на 2025 година и вршеле незаконски обезбедување на објектот. Исто така во текот на ноќта на пожарот не го контролирале влезот и условите за евакуација, дозволиле присуство на малолетни лица, преполнетост на објектот и внес на пиротехника од музичката група. Адвокатот Тумановски објаснува дека мора сите што се осомничени за несреќата да се во истрагата. Во јавноста доста се збореше за други лица, кои што не се офатени од самиот почеток. Нели се зборуваше и за каузалните врски, за причинско-последичната врска, така да и кога зборуваме и за таквата поврзаност, треба да бидат сите офатени, бидејќи доколку некој не е офатен, не може да станува збор за никаков каузалитет. Тогаш отпаѓа тој принцип за гонење на тие лица. Доколку има други докази кои што ќе бидат во меѓувреме обезбедени, истрагата не треба да сопре, треба да продолжи, бидејќи сепак и работот на родителите е доста голем и на тој начин треба да се води сметка и за самите оштетени. Инаку Александар Нацев на 16 март имаше напишано статус на Facebook, сочувство до фамилиите меѓу кои имали блиски лица и при тоа нагласи дека информациите за неговата поврзаност со настанот биле шпекулации и се обиди за политички игри. Во пожарот загинаа 62 луѓе. Со реакции се огласија и од ВМРО ДПМН и од СДСМ. Според владеачката партија, апсењето на Нацев е доказ дека правда има и дека таа важи за сите. Секој кој има било каква инволвираност со трагедијата во Кочани ќе излезе пред институциите без разлика дали е член на ВМРО ДПМН, СДС, ДУИ или било која друга политичка партија. За прв пат во историјата на државата одговорност има за сите, велат од СДСМ. Од СДСМ пак велат дека ВМРО ДПМН го користи Нацев како жртвено јагне, надевајќи се дека јавноста ќе заборави кој навистина е одговорен и дека 3 месеци негирале негова вмешаност во трагедијата. Апсењето на Нацев прво е задоцнето, второ не е никаков доказ за правда, туку добро позната матрица на ВМРО ДПМН за да се спасат актуелните функционери од одговорност за трагедијата во Кочани, реагираат од опозицијската СДСМ. Возел со двојно поголема брзина од дозволеното. Со брзина од 162 км на час, на местото каде што максималната дозволена брзина е 80 км на час. Возачот е приведен и ќе заработи соодветна пријава. Завршни зборови на обвинителството за убиствата на Вања и Панче. Обвинителката Крстевска Стифовска во детали го опиша ладнокрвниот и однапред испланиран начин на кој било извршено киднапирањето и убиството на 14-годишното девојче и порача дека нема никакво оправдување за убиство на невино дете. Обвинетите, водени од материјален интерес, според обвинителката без грам совест и човечност, ги извршиле грозоморните убиства. Рочиштето го следеше Дејан Трајковски. Убиство на дете не е само чин на суровост и бруталност, туку директен напад врз човечноста и општеството. На овој начин обвинителката Жаклина Крстевска Јосифовска го започна својот маратонски завршен збор во случајот за убиствата на Вања Ѓорчевски и Панче Жежовски. Кога животот се одзема насилно, особено кога се убива дете, што е символ на невиноста, е чин што во никој случај не може да се оправда. Па покрај правна, сторителите заслужуваат и длабока морална осуда, додаде обвинителката. Поминале доволно денови по убиството на Панче Жежовски од Велес. Ниту еден од обвинетите не презел действија со кои би покажале реакција за човечко суштество за да се прекине тоа. Напротив, продолжиле кон дете. Од 9-то одделение со ранец, дете кое ниту насон не им сгрешило на обвинетите.
кажа обвинителката во судницата. Преку изведените материјални докази и исказите на сведоците, обвинителството смета дека ги докажало кривичните дела грабнување и убиство, како и помагањето во грабнување за кое се товари таткото на Вања, Александар Ѓорчевски, чие однесување по грабнувањето повторно го потенцираше обвинителката Крстевска Јосифовска. Морбидните настани ја потресува македонската поширока јавност, вчудо невидени дека од една мала држава може да се случат тешки злодела. Вања ја убиле така ладнокрвно, свирепо со монструозен план. Се надевале дека никогаш нема да биде најдена, оставајќи ја закопана во дупка, покриена со разни предмети. Нема ли грам совест, ни човечност, ни родителско чувство, сите четворица имаат своји деца, на кои со грабнување и убивање сакале да им обезбедат удобен живот, да им купат станови, да им направат свадби, да се веселат со најмилите. Адвокатот на таткото на Вања, Владимир Туфекџиќ, вели дека е изненаден од завршните зборови на обвинителството, нарекувајќи ги субопарна компилација на прочитани докази неповрзани едни со други. Според него, обвинителството не успеало да ја докаже вината кај Александар Ѓорчевски, па во случај кога не го повлекле обвинението, Туфекџиќ верува во праведна одлука на судот. По однос на таткото, значи можам да кажам дека јавното обвинителство не докаже надвор од разумно сомнение дека го сторил кривичното дело, кое му се става на товар. Слушнавте и сами, сведоци сте дека единствениот темел на обвинението, на обвинителството за таткото е тоа што во даден момент, значи, според нечија перцепција, тој се однесувал чудно, односно бил чуден. Не слушнавме и не е понуден ниту еден доказ за било каква негова инволвираност. На следното рочиште кое е закажано за 11 јуни, обвинителството треба да продолжи со својот завршен збор, пошто ќе следува и завршниот збор на семејствата на оштетените. Министерството за здравство ќе спроведе детална стручна проверка за случајот со трагичната смрт на 3-годишното дете од Кавадарци кое почина на пат кон детската клиника во Скопје. По реакцијата на јавноста и обвинувањето од семејството, донесена е одлука за формирање на стручна комисија која ќе го испита случајот. Во меѓувреме, родителите на починатото дете и понатаму тврдат дека тоа починало како резултат на лекарска негрижа и бараат одговорност. Деталите за ова Сања Трајковска Ставров. Стручен тим од тројца лекари и специјалисти по педиатрија од детската скопска клиника ќе одат во општата болница во Кавадарци за да утврдат дали има лекарска грешка во случајот со 3-годишниот Блаже, што минатата недела почина на пат кон Скопје. Откако здравствениот инспекторат не најде пропусти во медицинската документација, формирана е посебна комисија која ќе има надлежност да утврди дали докторите сгрешиле во проценката на состојбата на детето и не го хоспитализирале, ниту пак наложиле со возило на итна помош да се прати во Скопје. За извршениот надзор оваа комисија има рок 8 дена, од денот, значи од денес, од денот на започнувањето, за да направи извештај во кој што во тој извештај ќе содржи точно конкретни одредени елементи кои што ќе треба да ги достави до Министерството за здравство. Тоа се фактичката констатирана состојба, потоа доколку постојат евентуални недостатоци, неправилности или пропусти во вршењето на стручната работа, особено во однос на спроведувањето на стручните упатства и условите и начинот на укажувањето на здравствената заштита во тој момент. Според заменик министерот Андовски, само ако стручната комисија утврди вина, тогаш Министерството ќе побара од лекарската комора на докторката што го прегледувала детето во Кавадарци да и се одземе лиценцата, како што бараат родителите. Во меѓувреме, чекајќи резултати од засебната комисија за утврдување на случувањата формирана од страна на самата Кавадарачка болница, родителите молат надлежните да не дозволат она што им се случило ним да се повтори со друго дете. Иако засега не сакаат да говорат пред камера, во телефонски разговор за Канал 5 тврдат дека нивното чедо починало од лекарска негрижа. Гневни сме и нема помош за нашата болка. Треба да има одговорност, бидејќи детето беше со помодрено усте и температура 35 донесено веднаш во болница. Нешто по 3,5 сабајле, а не во 5 часот, како што кажуваа од инспекцијата.
Ноќта нашето дете исплука и малку крв и тоа и беше кажано на докторката која го прегледа во Кавадарци и не убедуваше дека детето е добро и треба да си заминеме дома. Инсистиравме да ни даде упат за Скопје и возило на итна помош, а таа ни велеше ништо не му е и нема основ за возило на итна помош и не избрка, ни рече о дете си. Греот е да се манипулира со податоците бидејќи нашето дете почина во приватна кола, на раце. Да ни дадеа барем возило, сега Блаже ќе ни беше жив. Од обвинителството се уште ги чекаат резултатите од обдукцијата која е во тек. Откако ќе имаат извештај од судска медицина, ќе се утврдува дали ќе има истрага за овој случај. Струшкиот градоначалник Рамис Мерко доби ослободителна пресуда во случајот поврзан со набавката на луксузното Ауди. Според судот во Струга, постапката за јавна набавка била спроведена без прекршување на законските процедури. Мерко пред точно 2 години се најде на американска црна листа поради мешање во судски и други јавни процеси. Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Пред точно 2 години, на денешен ден осамна на американската црна листа, а денеска струшкиот градоначалник Рамис Мерко доби ослободителна присуда за набавката на луксузното Ауди вредно 67.000 евра. Иако во обвинителниот акт се наведува дека Мерко го набавил автомобилот во услови кога општината се наоѓала во долгови и со блокирана сметка, а обврските и се сервисирале преку релоцирање средства од централниот буџет на државата. Сепак, судот утврди дека постапката за јавна набавка била спроведена без прекршување на законските процедури. Судот наведува дека не постојат докази дека Мерко делувал со намера за лична или за политичка корист. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција го товареше Мерко за злоупотреба на службена положба и овластување, но по неколку рочишта судот не најде доволно елементи за негово гонење. Во своја одбрана, Мерко тврдеше дека автомобилот не е луксузен и дека набавката била неопходна поради дотрајната состојба на постојниот возен парк. Струшкиот градоначалник Мерко претходно беше предмет на посебна истрага од обвинителството во Струга, каде беше осомничен за голем број различни кривични дела, меѓу кои за незаконски поставување на директори на училиштата и други институции. Тој исто така обвинет дека како градоначалник на општина Струга во март лани поставил спомен обележје, плоча на влезот на општинската зграда, со кое поттикнал етничка омраза и раздор меѓу жителите на Струга, со што сторил кривично дело предвидено во член 27 од Законот за меморијални споменици и спомен обележја. Мерко на црната листа на САД се најде поради корупција и мешање во судски процеси, но сепак продолжи да ја исполнува градоначалничката функција. Според соопштението од Стейт Департментот, објавено тогаш, тој присвојувал државни средства, се мешал во судските и другите јавни процеси, нанесувајќи штета на довербата на јавноста во демократските институции. По ваквата одлука на судот во Струга од ВМРО ДПМН реагираат дека ослободувањето на Мерко е најголем доказ дека со судството и обвинителството раководат СДСМ и ДУИ. Полицијата изутринава го лиши од слобода бизнисменот Ристо Крмзов, за кого беше отворена истрага за злоупотреби кои се проценуваат на околу 15 милиони евра. Од страна на полициски службеници по насоки од јавен обвинител од основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, лицето РК е лишено од слобода, потврдуваат од МВР. Информацијата попладнево ја потврдија и од обвинителството за организиран криминал. Во септември беше спроведена акција за даночно затајување во фирми во Струмица, Скопје и Гостивар. Беа приведени 4 лица, државниот јавен обвинител информираше дека е оформен предмет за даночна измама и перење пари и дека се сослушани 3 лица, а заедно се предложени мерки за предпазливост. Истрагата според објавите во медиумите се шири на повеќе струмички компании кои биле дел од шемата на струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов за злоупотреба на парите. Објавен е повикот за вработување на невработени лица кои сакаат да започнат собствен бизнис со грантови од 7 и 10.000 евра. И двете мерки се дел од оперативниот план на владата за вработување, а рокот за аплицирање завршува на 20 јуни.
објавен е јавниот повик од оперативниот план за вработување за 2025 година, кој се однесува за две нови мерки, наменети за невработените лица кои сакат да започнат собствен бизнис. За граѓаните над 29 години се доделува грант од околу 7.000 евра, додека за лицата помлади од 29 години поддршката е поголема, односно до 10.000 евра за започнување собствена дејност. Рокот за аплицирање е до 20 јуни, а право на учество имаат невработени лица евидентирани во Агенцијата за вработување, рурални жени, корисници на гарантирана минимална помош, лица со попреченост, жени жртви на семејно насилство, повратници од странство и граѓани кои сакаат да ја формализираат својата дејност. Ова е пример за наш пристап што е директен и конкретен. Не само ветување, туку реални можности за вработување и развој во нашата земја. Ги повикувам сите граѓани кои имаат идеја, занает или волја да започнат нешто свое да аплицират. Државата е тука за да ја поддржи вашата иницијатива и да ја претвори во одржлива и реалност. Двете мерки вклучуваат и целосна поддршка преку обуки за предприемаштво, изработка на бизнис план и 6-месечно менторство со цел граѓаните не само да добијат финансиска поддршка, туку и знаење и насоки за успешно водење на собствен бизнис со цел поттикнување на самовработувањето, предприемаштвото и долгорочен економски раст. Изминатиот викенд изречени низа казни за несовесните возачи. Возач од Тетовско возел дури со 162 км на час на патот Гостивар-Тетово, што е повеќе од двојно поголема брзина од максимално дозволената. За само еден викенд изречени биле и над 170 казни за управување автомобил без возачка дозвола. Здравко Димитров со детали на темата. Брзото возење и прекрашување на законските предвидувања од страна на граѓаните не престанува. Вчера попладне бил фатен возач како управува возило со повеќе од двојно поголема брзина од дозволената на патот Тетово-Гостивар, потврди од Министерството за внатрешни работи. Како што информираат од МВР, против лицето ќе биде поднесена соодветна кривична пријава. При сообраќајна контрола и превземени мерки и активности, полициските службеници констатирале дека ВМ управувал патничко возило Volkswagen Golf со тетовски регистарски ознаки со брзина од 162 км на час, на местото каде што максималната дозволена брзина е 80 км на час. Лицето е приведено во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена пријава. Во текот на викендот се изрекувале санкции за различни прекршоци и биле напишени 1077 казни, а најголем дел од прекршоците, 174 казни, се за управување без возачка дозвола. Веднаш по нив 172 казни се напишени на мотоциклисти кои не носеле заштитна кацига. 49 возила били исклучени од сообраќајот поради тоа што биле нерегистрирани, а 7 возила били исклучени поради тоа што биле технички неисправни. 174 прекршоци се однесуваат на возачи кои што учествувале во сообраќајот без возачка дозвола. 65 возачи возеле под дејство на алкохол и исклучени се од сообраќај, додека пак 172 возачи на мотоцикли се санкционирани за неносење на заштитна кацига. 156 прекршоци во текот на викендот се однесуваат на непочитување на пропишаната брзина на движење, 149 за недозволено паркирање, додека пак санкционирани се 58 лица кои не користеле сигурносен појас. Изрекувани биле казни и за непрописно паркирање, поминување на црвено светло и зборување на мобилен телефон во текот на управувањето, но имало и 3 казни за возачи на електрични тротинети. Полицијата најавува и дека контролите на територија на целата држава ќе продолжат и во наредните денови и апелира до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи за да се зголеми безбедноста во сообраќајот. Основните училишта во општината Карпош целосно се опремуваат со смарт панели, инвестиција вредна над 20 милиони денари. Градоначалникот Стефче Екимовски вели дека отсега учениците од 5 до 9 одделение ќе учат по најсовремени европски стандарди. Сите паралелки од 5 до 9, значи ќе ја обавуваат настава на согласно владината програма, согласно обврските законски што ги имаме, значи на најсовремен начин за да ја обавуваат наставата и во исто време купивме 254 компјутери, што значи дека по една компјутерска сала во секој училиште. Ова инвестиција минатата и оваа година не чини 20 милиона и 500 илјади денари или сега дадовме
8,5 милиона даваме за смарт панелите и 5,5 милиона денари овој пат дадовме за компјутерите, што значи дека со некои 350.000 евра практично технички ги опремивме сите училишта. Од опозицијската СДСМ реагираат за употребата на пиротехника на 34-та конференција на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН во Велес. Бараат од МВР да постапи поради употребата на пиротехничките средства, кои се законски забранети по трагедијата во Кочани. Од ВМРО ДПМН возвраќаат дека забраната се однесува на затворени простории. Скандал е да се пали пиротехника, која што е забраната, но беше и причина за пожарот и големата трагедија во Кочани. Мицкоски ги третира младите како реквизити, како инструмент за неговите политички хирови. Ги користи младите за негова шоу, за манипулација, за да му аплодираат додека го истура гневот кон семејствата кои загубија деца. Ова е дрскост, безчувствителност и целосна деградација на младите. Додека употребата на пиротехника и законски забраната и казнива, бараме МВР да постапи без одлагање кој одобрил, кој набавил, кој наредил употреба на пиротехнички средства. СДС намерно го изоставува фактот дека ВМРО ДПМН ги испочитува сите параметри и предвидени законски норми за одржување на собери. Пред одржувањето на настанот беа известени МВР, противпожарната бригада и идната медицинска помош, кои што беа присутни за време на одржување на овој настан. СДС, наместо одговор на пораките од премиерот Христијан Мицкоски и на политиките на ВМРО ДПМН, се одлучи за некрофилство, без воопшто да покаже чувства кон жртвите и семејствата во Кочани. Туку напротив, ја злоупотребува нивната болка. Попеколно топлиот викенд од УХМР најавува дека од утре може да се очекува мало освежување, но само на северот од земјава, додека во јужните делови и понатаму ќе продолжи топлото време. Позначително освежување можно е во среда, за кога од УХМР најавуваат поројни дождови и грмежи. Утре ќе имаме нешто пониски температури на секаде, ќе се движат во интервал некаде од 26 до 34 степени, а без поголеми промени ќе бидат температурите, значи во текот на целата оваа недела ќе се задржат од прилика во овој интервал. Меѓутоа да споменеме дека еве во утре и во среда, во попладневните часови има услови за локален развој на нестабилност со краткотраен пороен дожд и грмежи, значи тоа се само изолирани случаи, а веќе од четврток очекуваме стабилно време, доста постабилно. Во текот на оваа недела немаме така високи температури, сепак ќе бидат во интервал некаде до 34 степени, а инаку понатаму се уште календарски летото не е дојдено, така што секако дека и натаму во летниот период ќе имаме и повисоки температури. По рекламите гледајте само вистина, ние се гледаме во вечерните вести. Пријатно!